Гостин имаме веќе во студиото 3 на Македонската телевизија со тема која што е актуелна, тема која што не засега сите, имајќи предвид какви последици најавува истата. Енергетската криза ги крена нано за сите општествени чинители во глобални рамки. Прогнозите за тоа како ќе се преживее во услови на криза не се охрабрувачки, велат експертите по енергетика. Како да се излезе од истата без големи загуби? Е тема на разговор со првиот соговорник во утринската програма. Велам добро утро за универзитетскиот професор Антон Чушевски. Добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Имаме многу теми за кои што сакам да проговориме, секако се врти околу енергетската криза и последиците од истите. Вчера беше во фокусот на разговор на министерот Бектиши и првиот човек на Стопанската комора Азески. До вторник компаниите имаат можност да посочат што им е најнеопходно во поглед на поддршка. Меѓутоа, професоре, генерално се што се најавуваше како предупредување за последица од енергетската криза, веќе почнуваме да го живееме? Да, значи оние, хајде да ги кажам, песимистички прогнози дека, не знам, цената ќе расте, сето тоа се случи. Еве денеска цената, мада можда јас очекував да падне цената, меѓутоа, ете, тоа е реалноста, околу 500 евра по мегават сат е денес, да речеме, цената на берзата, се менуваат на дневна основа и од ова криза најзасегнато е стопанството, секако. Мислам, стопанството треба да преживее, она го носи бруто домашниот производ на државата, сите живееме од тој БДП што го прави стопанството. И сега што е целата работа во ова? Енергетска криза да се обезбеди, значи, економски прифатлива, разумна цена за стопанството. Да биде пониска од ова што е на берзите и да биде некоја сигурна цена со која они ќе обстојат. Ако е 500 евра, мислам дека е прифатливо за нив од 250 до 300 евра по мегават сат. Значи, тоа е целата борба помеѓу, мислам, да преживее стопанството ова зима, би рекол. Фокусот е ставен на стопанството, колку што споменавте и вие изминатиот период, но би сакала во разговорот да ги офатиме и двете приказни, малку да проговориме за домакинствата, имајќи предвид дека граѓаните изминативе денови се вознемирани од новите сметки за електрична енергија, во кои што покрај потрошината електрична енергија имаат ставка мрежарина. И сега објаснувањето е дека мрежарината секогаш постоела, но сега е издвоена како ставка, но од организацијата на потрошувачи имаат сериозни преставки на оваа тема. Да, порано во сметките за електрична енергија една цената беше за електрична енергија, а сега е поделена на две ставки. Значи, електрична енергија, тоа е она како производ што е киловат часови што пристигнуваат дома, а другото е мрежарина, затоа што електричната енергија произведена во Битола или во хидроцентрала во Маврово треба некако до дома да стигне кај нас или до одреден потрошувач, таа мора да помине преку МЕПСО, мрежата на МЕПСО и мрежата на ЕВН. Значи, тоа се тие ставки, порано беа во едно и граѓаните, да речеме, си ја знаеа таа цена. Сега некако се раздвоени тие ставки и тоа станува збунувачко за граѓаните што ги гледаат сметките. Меѓутоа, цената, они треба да се собере тие две ставки и ја даваат она цена што беше во поранешните сметки како една ставка дадена. Дел од објаснувањето е дека потрошината електрична енергија може да е помала бидејќи дел од граѓаните се во онаа ниска тарифа, додека мрежарината е фиксно во повисока тарифа. Да, мрежарината е фиксна и они тука не гледаат, сега не знам точно како се сметките, како се пресметува таа мрежарина сега и за скапа и за ефтина тарифа. Тука може би треба регулаторно да даде поубаво објаснување. Да, знам, порано имаше скапа тарифа и ефтина и цената беше 2:1 и некако беше појасно за граѓаните. Сега некако е збунувачки вака поделена сметката. Една од последните изјави на претседателот на Регулаторната комисија за енергетика Бислимовски е дека цела Европа размислува за мерки за штедење електрична енергија, кај нас се уште тоа се сваќа како на шега. Најцрното сценарио кое што можеме да го имаме во месеците кои што постојат се рестрикции на електрична енергија. Како би изгледале тие, професора? Па видете вака, ова што прво го кажавте дека
имаме апел за штедење на електрична енергија. Еве да речеме, јас доаѓам од факултетите за електротехника и информацијски технологии, и ова работа ја свативме сериозно, мислам, како за нас, како институција, така и воопшто за државата. Во која смисла радиаторите некако ги постегнавме, електричното осветление, водиме сметка што е запалено, што е изгаснато од светлата и така натаму, оналму кај што може да се заштити електрична енергија. И мислам дека самите сметки на институциите, на јавните институции ќе покажат, односно ќе ги натераат, да речеме, јас би рекол и одговорните, да малку поведат сметка. Значи, тоа е основното. Исто како дома, секој домаќински си води со домашниот буџет како ќе опстане во текот на месецот и така натаму. А ова понатака... Во однос на рестрикциите, како би изгледали тие? Рестрикциите се пред 40 години ги имаше кај нас и тие се одамно заборавени, не сме имале такви и дај Боже да немаме. Како би изгледале, се уште не знам. Веројатно би се исклучувале одредени квартови во градови, во не знам региони, одреден број часови во текот на денот со некој распоред, не знам, денеска Карпош, утре аеродром и така натаму. Али се надевам дека до тоа нема да дојде. Тоа е она крајното. Она на што се става фокусот е периодов да имаме доволно домашно производство на електрична енергија и да се набави поевтина струја од надвор. Бугарија е тема на која што многу се дискутира деновиве. Договорената струја со Бугарија е добар чекор, велат експертите. На прашањето ќе биде ли доволна? Па да, мислам дека ќе биде доволно. Со Бугарија е договорено, мислам, 200 мегавати во базна енергија, значи нон-стоп 24 часа за оние 4-5 месеци, колку е договорено, не знам точно. И тоа е како еден блок да имаме дополнителен во Бугарија, што би работел за нас. Така може да се разбере ова, како еден блок во Битола, што би работел за нас 24 часа во текот на оној период што ќе биде договорен. Само не знам цената која ќе биде, како ќе сега е тоа тема на разговор, по која цена би било тоа и мислам целата работа е да се набави по економски прифатлива цена, не оние берзански цени. И многу се зборува за известни покачување на електричната енергија. Васко Ковачевски, директорот на ЕСМ, најави дека ќе има зголемување на цената по нова година. Тука реплицираше првиот човек на регулаторна, велики дека суштината ЕСМ да се грижи за производство, а тие ќе се грижат за цената. Но колкава е веројатноста за поскапување, професоре, дали е известно дека тоа ќе се случи по нова година според прогнозиве кои ги имаме сега? Значи, корекција на цената се прави на секој 6 месеци. Сега ова цена што е моментално актуелна, таа е до 31 декември. Ке се направи сигурно уште еднашка анализа пред нова година. Дали ќе има покачување или не, зависи, сите енергетски субјекти, компании ги даваат своите пресметки, колку набавиле, колку потрошиле, колку добиле и така, колку се во плюс, колку се во минус и на крај ќе се направи одредено решение за цената. Па со вакви цени, јас би рекол, ќе има покачување и секој пат нели во тоа покачување, ако вака продолжи трендот на цената на електрична енергија и на фосилните горива во светот, сигурно ќе има покачување. Меѓутоа, секој пат се бара некој баланс помеѓу економски оправдана цена на одреден енергенс и она што е, да речеме, нашиот джеб, што се вика, социјалниот мир да има. Сигурно нема да се дозволи 50%. Ако биде тоа покачување, ќе биде можда 5-10%. Не можам така да кажам паушално, регулаторно ги одредува. Ќе ја следиме генерално и состојбата, па ќе коментираме. Повторно сакам да се навратиме малку на стопанството. Споменавме уште во најавата, до вторник имаат можност фирмите да достават предлози што им е најнеопходно во поглед на поддршка. Кога станува збор за поддршката на владата, минатата недела еве се ограничи маржата на трговците со струја на 10%, но стопанствениците велат дека е потребно се уште помош. И сега еден од предлозите се електричната енергија од Бугарија и Грција да се намени за стопанството, за да се ублажи ударот од огромните сметки за струја кои ги тресат фирмите. Да, тука еве ќе направиме една паралела од претходното прашање и сега, значи она регулирана цена за домаќинствата, таа е субвенционирана од владата. А стопанството од друга страна е оставено некако
само да се снаоѓа во овие немирни води во енергетиката што владеат моментално и се нормално бараат решение стопанството. Значи, сите овие напори што беа за снабдување со газ, фосилно гориво е прво домашното производство максимално да се активира она што имаме сега, не се прави термоелектрана за 6 месеци, значи она што имаме да го ставиме во погон и тоа е она што го имаме. Значи да се набават фосилни горива и ова што го споменавте, набавената електрична енергија од Бугарија, сето тоа е ставено во служба, во контекст да се покријат потребите на стопанството. Меѓутоа, со една разумна цена, што ја кажав на почетокот, негде 250 до 300 евра. Да не ја купуваат по 500 евра, него по 250 до 300 евра. И маржата нормално, затоа што таа електрична енергија ќе се понуди на овие што се трговци на електрична енергија, а тие истите ги снабдуваат, да речеме, стопанските субјекти и таа маржа да не биде повисока, мислам, од 10%. Алтернативните извори на енергија се нешто на што го ставаат исто така акцент од експертите по енергетика, меѓу другото велат дека се еден од одличните начини за да се намали количината на ангажирана енергија за затоплување на објектите. Земјите од регионот веќе сериозно работат на оваа тема. Да, алтернативните извори се нормално, би рекол, последните 10 години, меѓутоа тренд во енергетиката, како во регионот пошироко и кај нас, меѓутоа со овие последни настани, последнава година со овие цени што отидоа до толку високо, ги натераа поинтензивно да вложуваат во овие технологии, посебно фотоволтаиците. Тоа истото се случува и кај нас. Можда кога беше цената 50 евра, не интересираше да градиме толку фотоволтаици, а сега со ваква цена тие стануваат исплатливи, па да не кажам и за 2 години, 3. Со ваква цена за 2 години ќе им се исплатат фотоволтаиците, а после тие работат 20 до 30 години. Значи, кај нас има интензивна, да кажам, интензивна најава, не најава само, него нарачка на вакви технологии, поготово фотоволтаици, а во план се огромен број да се направат. И очекувам дека тоа е мое мислење, дека за година дена во Македонија некаде сигурно 150 до 200 мегавати ќе имаме фотоволтаици и тоа ќе биде на приватни концесионери, односно стопански субјекти, на кровови, кој каде може. Има уште многу прашања, на времето не дозволува само уште едно. Германците од страф од недостиг на газ купуваат греалки. Ние домакинствата се размислуваме како да ги намалиме сметките за електрична енергија, стопанството дали ќе преживее. Професора, има ли надеж дека ќе се стабилизира состојбата следнава година? Па видете сега овие, јас би рекол, како викат, стравот лозието го чува, така и во енергетиката и секаде. Германците набавуваат греалки, кај нас кој како може, уме, има можности, овие што се во руралните средини сигурно имаат снабдено дрва. Тоа е најсигурна алтернатива. Јас сепак мислам, тоа е мое мислење, правиме вака, да кажам, песимистички изјави, ќе има, ќе нема. Меѓутоа, јас што викам, дај Боже да збориме лошо, ама да испадне добро. Се надевам дека нема да дојдеме до тоа дереđe, што се вика до рестрикции или не знам што. Јас ќе се заблагодарам за отвореноста за соработка и се надевам дека, односно сигурно сум дека за брзо време повторно ќе се видиме, бидејќи оваа тема е актуелна. Да, али да кажеме поубави работи. Да, се надевам со поубави вести следен пат. Да. Благодарам професора за гостувањето и анализата на Македонија наутре.